Со водици завршуваат некрстените денови за христијаните и еден убав празничен период со тоа што доколку овие празници кои што се бројни овој период, доколку ги празнуваме секоја година, ние ја зацврстуваме врската со минатото. Во продолжение на Алфа ќе нурнеме во минатото со помош на етнологот Александар Ристевски и ќе погледнеме на овие обичаи од еден поинаков научен агол. Најнапред ќе ви посакам добро утро и благодарам што сте заедно со нас во Добро утро секој утро. Добро утро, Александра, и голем поздрав до гледачите на телевизија Алфа и утринската програма. Да започнеме со тоа како настанува еден обичај. Па, било кој обичај, за почеток треба одреден настан, одредна случка да се случи. Од кога ќе се случи дадената случка, прашање е на повторување. Повторувањето може да биде годишно, секојдневно, да биде поврзано со настан, со лице, со манифестација, со одредена потреба на луѓето и после неколку повторувања на истото, го добиваме токму тоа. Прашањето на континуитетот и нивото на одржување е нешто што околината после тоа го прифаќа и така ги добиваме тие обичаите. Како еден обичај, еден адет, дали има циклус, дали престанува, има ли одреден период временски на траење? Секако дека да. Може да обстане на неопределено време, да кажеме, но и во моментот кога ќе престане, да кажеме, интересирањето, истиот може и да прекине, може и времено да замре и повторно да се возобнови. За секој обичај се потребни луѓето. Без луѓето обичаите настануваат, се случуваат и со тек на време можно и да изумрат. Едно од честите поставувани прашања секоја година кое што се случува е околу паричката за бадник и за Божик. Како тоа истите христијани од истата религија луѓе истиот празник го празнуваат на различен начин? Еве конкретно со паричката за бадник и паричката за Нова година или Василица. Видете, тука тоа е нешто што е повеќе слојно. Не можеме туку така да го детерминираме, но ајде да одиме во една средно долга историска хронологија, да кажеме од каде се потекнува. Прво, ние имавме проблем што Македонската православна црква, тоа е претходницата Охридската архиепископија, не постоеше цели 200 години. Значи да кажеме дека тоа е еден од проблемите како матична црква на македонскиот народ и на оваа територија. Потоа следното нешто што е како влијание на овие простори се влијанието на другите цркви, на српската, на бугарската, на грчката, и секој од тие цркви на оваа територија, поготово во текот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век, внесуваа и своји, да кажеме, специфики и особености, кои народот на овој или иной начин ги прифаќаше. Трето нешто што можеме да потенцираме, што можеби нема да им се допадне кога го кажам на црковните великодостојници, неретко и лоша работа со стадото, со самото население и во отсуство на влијание на црковните лица со верниците, неретко се случува верниците, тоа е семејствата, тоа е заедниците, да кажеме, селата, главите во семејството, кои не секогаш се едуцирани или информирани за догмите и правилата, да кажеме, на православието, си превземаат своји работи кои ги поврзуваат со нивната верба во Бога, но сепак начин на сплотеност со семејството. Така да, одредени модификации имаат влијание, прашање и на средината каде живеете, значи не можете да очекувате некој во крива паланка, да кажеме, во своите адети да внеси риба, затоа што риба и многу нема. Но од друга страна тоа може да се случи кај охриѓани. Прашањето на влијанието на други јазици, влијанието на соседни религии, влијанието дали е мултиетничка, дали етничко чиста, да кажеме, средина каде што се живее. Така да, токму тоа што можеби црковно или верски не е исправно за црковните великодостојници, народот си го превзел како сопствено влијание и како сопствена специфика во одредени области и сето тоа го задржал. После тоа останува на наше духовно, културно наследство кое се пренесува преку членовите на семејството и знаете како е, се што е кажано од уста не е запишано, не е врзано, не е фиксно, знае низ времето и да се модифицира. Така да, тоа е тоа, накратко. Како еден кум, човекот кој што ќе ја добие паричката, го нарекуваме кум. Како настанува кумството за овој празник?
Сега зборуваме за Василица или зборуваме за Бадник? Зборуваме за човекот кој што ја добива паричката. Кога се крши паричка за Василица, најчесто е тоа. Ете, се наметна традиција и на работни места и тој станува кум. Да, тоа е интересен феномен кој се разви низ времето. Јас не сум престар, али го имам фатено на транзиционен период помеѓу, да кажеме, распадот на претходниот систем и претходната држава како дете и ова што се случи изминативе 30 на години. Многу работи се променети. Јас не знам дека нешто особено претходно, пред 91-а, да кажеме, на работа тоа се правело. Некогаш е прашање на помодарство. Јас се сеќавам во средината, еве, јас каде што сум израснат, во дел од општина Чаир, во Топанско поле, баш во тој дел, секој на свој начин влечеше, секој на свој начин празнуваше и потоа со оглед дека беа воглавном доселеници или населени во Скопје од другите делови на градот или од цела Македонија, секој во зависност од крајот од каде што потекнува ги кажуваше своите специфики. Тие специфики еден на друг му беа чудни, затоа што еве јас потеклото на моето семејство, на моите двајца родители и моето е од Битола, но пример јас имав комшија каде што пример родителот беше син на поп од Сопиште, со мајка од не знам од Кочани, па некои други беа од Кичево, ова и низ годините поготово Скопје обележи за тоа како се прави еден микс на сите тие работи, затоа што генерално Скопје е место каде што народот, населението е воглавном огромен дел доселено од некаде и се прават одредени спојки. Сега, низ годините, тие што се по, да кажеме, детерминирани да го задржат тоа што е обележено на неговиот крај, се расправаат со оние другите кои се од друг крај, викаат како треба, како не треба. Тоа како треба, како не треба е влијание на околината од каде потекнуваат, но и влијание на другите цркви од околината. Нормално е дека тој што е од Битола, од Гевгелија или од било каде да има поголемо влијание, пример на грчката црква, тие што биле од Скопје, Кумановско, па може и Паланечко или Тетовско да имаат влијание од српската црква, а сите тие цркви, ако земеме што е строго христијански, да кажеме, најголем дел од овие обичаи што се прават и не би требало да се прават, ако одиме низ призмата на самата црква или на самите цркви или на самото православие. Но народните верувања од друга страна се богатство и за етнолозите, и за државите, и за народот севкупно, но и се основа и врзивно ткиво што прават да се задржи религијата воопшто, затоа што ние немаме традиција и од оној социјалистички, комунистички период, каде што во голема мера црквата и беше, па не можеме да кажеме забранета, но во голема мера и одделена од народот, поготово тие кои работеа во општествениот сектор или во полицијата или во армијата, нив дури им беше наложено да не се крстат, да не ги почитуваат тие правила и обичаи и адети. Така да, токму тие народните верувања, без оглед дали некој ќе каже дека се правилни или неправилни, се токму тие кои одржуваат верата како таква. Сега, доколку сакаме да се држиме до некакви православни христијански норми, паметно е да имаме свој духовник, да одиме на литургија, да ги почитуваме, да кажеме, верските великодостојници, но сепак јас, како етнолог, сметам дека се тоа што се прави, колку и да е за религијата погрешно, сепак ми е мило кога се случува, затоа што факт е дека одредени обичаи низ времето и ради модерното живење полека но сигурно и исчезнуваат. Така. Овде веднаш се наметнува прашањето, ете конкретно за коледарскиот оган, кој што се смета за пагански обичај. Постојат ли многу вакви обичаи и адети кои што се косат со верските? Секако дека да. Не е само коледарскиот, јас пак ќе кажам во одредени краеви и василичарскиот оган. А василичарскиот оган е па од друга страна и пологичен ради една проста едноставна работа. Огнот за Василица и паричката за Василица се поврзани со токму тоа, со стариот христијански календар, со јулијанскиот календар, кој всушност кажува дека за Василица ние преоѓаме од стара во нова година. Така да малку ја имаме она фраза стара нова година се руши една со друга, но то поентата е дека православното христијанство, поготово во земји како што е Македонија, Србија, Русија, дел од Украина, дел од Грузија, дел од Арменија, дел од Антиохиската, Копската црква и одредени цркви, не ја прифатиле промената
која е во времето на папата Грегори, кој за информација е настаната негде кон средината на 16 век, а во најголема мера, да не речам целосно на светски рамки применета во 20-тите, 30-тите години на 20 век, значи 23-та, 21-та тој период, генерално и другите православни цркви, како што е бугарската, грчката и многу други, дури и исламот, и нели источниот свет заедно со Кина и останатите, го прифаќаат календарот како влијани на Грегори, така да ние сите адети, обичаи и светот нели функционира по тој календар. Дел од православието дава отпор нели и го прифаќа како државен календар кој функционира во секојдневие, но верските празници ги задржува оригиналните како такви. Поентата на огновите која е? Огновите се случуваат пред се во зимно време. Зимно време е студено, барем на овие територии. Не верувам дека оган се пали, да кажеме, негде каде што е топло, пример кај коптите во Египет. Може би ако се пали како метафора, нели, за збирање, но огнот е прашање на нешто што ги собира народот и луѓето околу него. Да се згреат, да покажат сплотеност и заедништво. Што е поедната на Бадник према Божики? Се чека Христовото раѓање, тоа е бдењето. Чекаме мајката Марија да се породи и да го роди Исус. Кај Василица символиката е малку поразлична, тука се чека лунарното поминување во новата година, од старата во новата. Но повторно, поентата е таа, заедништво, собирање околу огнот. Вистина е, тој обичај не е според, да кажеме, верските канони и прописи како што треба. Ако ја пратиме, да кажеме, ако го пратиме православието, логиката е дека треба да се отиде на литургија, дека треба да се направат некои други стандардни барања кои црквата ги бара, но пак ќе кажам, во отсуство на тоа влијание црковно, затоа што Македонската православна црква речиси 200 години како таква не постоеше, имаше влијание и на други вери, и момент на атеизам и на се, народот најде модалитет и техника низ годините, тоа што им треба, тоа што е нивна духовна потреба и за верско изразување, и за семејно сплотување, но и сплотување на заедницата, на краевите, на селата, на населбите, тоа низ времето се пренесе и го добивме тоа што сега ние во изминативе 10, 20, 30 години го манифестираме. Како настануваат имендените и куќните слави? Од кога датира овој обичај кај нас, македонците? Имендените се многу поголема специфика на македонското население. Тие се поврзани со одреден светител и самите се поврзани и со или роденденот на член на семејство, или неретко името кое е дадено. Така да многу постандарден, типично македонски обичај и традиција е да се има именден. Не знам, некој што се вика Пеце, неретко слави Петровден. Но во зависност од тоа како се вика, да кажеме, дедото, или кога е роден, се детерминира, нели, да се слави. Кај мене во фамилија се славело и Петровден, и Свети Никола се славело. Неретко славите се однесуваат и според црквата која има во големото село. Јас знам дека еве според село каде што мојата покојна баба беше родена, во Демир Хисарско се славеше Голема Богородица. И тогаш сите, од каде и да потекнуваат, од каде и да се преселени, цело село се собира, без оглед дали се тука, или се во странство, или се во друг град иселени, се собираат за црковната слава. Но од кога датираат овие обичаи кај нас? Забележано како такви ги има уште, за нив има пишувано и Шапкарев и доста други автори, ги има уште во текот на 19-тиот век. Предходни подетални записи како такви ги нема, но таа ренесанса која ние доживуваме генерално со верското искажување, па и можеме да кажеме дека иако во моментот Македонската православна црква како таква не постоела, се разбереме затоа што кон крајот на 18-тиот век таа е укината како таква и на овие простори се до нели ослободувањето од Отоманската империја до Балканските војни, големо влијание на територија на сегашна Република Македонија имале соседните цркви. Пред се имала најголема преку Бугарската црква, преку екзархијата нивна, долу фанариотите грците имале влијание нели и во цела Егејска Македонија, но имале и големо влијание и во пределот на Струшко, Охридско,
Битолско, Преспанскиот дел, Гевгелискиот крај и така, во северните делови на Македонија, голем пред се Скопје, да кажеме, Тетовско, Кумановско и Певеланечко имало влијание на српската црква, така да низ периодот на времето сите овие влијанија станале дел од нас и сега можам слободно да кажам дека дел од обичаите кои ние ги имаме се во голема мера автентични, но има и примеси влијание на, да кажеме, соседните народи и нивните цркви. Иако пак ќе повторам, во голем дел од обичаите, како такви, традицијата која се пренева, тоа е дел од нели она народна култура, народна религија која е поврзана со верата, но ако земеме како во периодов нели преку медиумите за масовно информирање, преку телевизиите, светите лица, оците, поповите и владиците се обраќаат, мислам дека малку треба да поработат повеќе со верниците преку цела година, а да не биде само во очи празнувањето на празниците народот да биде каран. Затоа што доколку се работи преку цела година, ефектот ќе биде многу поголем. Има позитивни примери во Охрид, кој е нели како своевидна лулка на нашето православие. Одредени свештени лица, според мене, исклучително добро работат, но сепак нема никаква штета тоа што е наша култура и обичаи кои народот ги искреирал како такви, да остане затоа што тие се токму богатството на македонскиот народ. Дали настануваат нови обичаи? Еве, сведоци сме на адаптирање на одредени празници и празнувања веќе години наназад, како што е Ноќта на вештерките, како што е Денот на влюбените, кој што е во изден со наш христијански празник. Тоа веќе станува традиција кај нас, на големо можам да кажам. Како вие етнолозите, како од етнолошки и антрополошки карактер се погледнува на овие празници кои што се адаптираат на нашето поднебје? Тоа се современи феномени кои го носи новото време. Видете, самата пропаганда, медиумска пропаганда, еве ќе ја земеме и јазично. Англискиот јазик е денес лингва франка, или што би рекле светски сеопшт прифатен јазик. Пред 100-120 години јазикот за комуникација најголем бил францускиот. Англискиот го превзел приматот и денес англискиот е најнормален јазик за кога вие патувате, ако отидете во Данска, ако отидете во Шпанија. Не ви текнува прво да се обратите на француски, така? Така. Или на некој друг јазик. Првата асоциација ви е да се обратите на англиски јазик. Тоа е влијанието на една своевидна нели пропаганда и експанзионистичка политика која терале и Велика Британија како една голема империја, но и Соединетите американски држави и под влијание на сите нив, под влијание на сите оние божикни нивни божикни филмови кои ги гледаме, сите прослави филмови без огледали се комедии, дали се хорори поврзани со Халуин или Дело на вештерките, се дел од таа, да кажеме, нова култура и прифаќање на младите. Еве ќе ви кажам уште едно нешто што можеби нема врска со Западот, а го имаат прифатено кај нас младите. Како интересен феномен задните 10-15 години, тоа е косплей, кој е поврзан со културата јапонска. Так. Со нивната манга култура и сите тие стрипови и се, значи, јас бев изненаден дека тинеџери кои се 13, 15, 17, доке 20 еве и нешто години, дека прават косплей на одредени суперхерои од цртани филмови, од стрипови кои ги гледаат. Тоа е нова традиција која нема врска. Од друга страна, ние нели поврзано со одредени наши празници, дали се тримери, дали се водици, дали се Стара Нова година, ги имаме џомоларите, ги имаме разноразни маскирања секаде, сегден из Македонија, и секој има своја специфика и своје обележје. Најпопуларен, кој самите тврдат дека има 1400 години традиција, што е навистина фасцинантно како такво, е Вевчанскиот карневал, кој од друга страна, јас сум па сигурен, нема ни приближна форма сега или задниве 40 години, да кажеме, како што бил пред 100 или пред 200 години. Но денес тие доживуваат еден врв на критика на македонското општество, па и светско. Тие си дозволуваат во една средина, каде што е нели мултиетничка околината, каде што има и други етноси, и други религии во околината, неретко се спремни вевчанци и да испровоцираат, но да ја постигнат поентата на критиката на општеството и се навистина еден страшен представник, да кажеме, многу квалитетен и добар, што јас верувам дека уште долго време ќе трае.
И уште за крај, Ристевски, би сакала да ве прашам како технологијата влијае врз новите генерации за разбирање, за почитување и негување на обичаите? Апсолутно влијае и треба да се примени, да се искористи. Има многу злоупотреби, има луѓе кои од комерцијални, нивни комерцијални цели, пред се медиумски, прават, да кажеме, разноразни Facebook страници. Facebook е основа на сите, да кажеме, и позитивни, но и негативни работи кои се случуваат во општеството. На Facebook имате еден куп Facebook страници со, не знам, 50, 70, 100.000 следбеници, каде што, пример, некои малце по префригани умови знаат да објавуваат икони, знаат да објавуваат разноразни, да кажеме, искази поврзани за верници, и луѓето знаат да ги смеват повозрастните особи кои се уклучуваат на социјалните мрежи, па тие викаат овие ради поголем рич, ради поголем engagement, са технички нели зборуваме за социјалните мрежи, му требаат повеќе коментари или повеќе споделување или било што, па има коментар сподели ова икона за здравје или остави коментар амин, па гледате нели една редица на 100, 200, 500 или 1000 луѓе повозрастни во главном и можеби од по-неедуцирани кои пишуваат амин, 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 амин. Не е поентата луѓето нели да ги смеваме, тоа се добродушни луѓе кои пред се нели веруваат во тоа што веруваат, и вербата во дадената ситуација, каква и да е, вербата е најбитна. Паметно е, добро е тие кои се одговорни за одредени нешта или тие кои се едуцирани или ги знаат работите, само таа нивна верба правилно да ја насочат. Иначе да, се сложувам, социјалните медиуми во денешно време се исклучително битни, но ако сакаме да ги задржиме само како обичаи, можеби. Ако сакаме да практикуваме вера како таква, се знае. Верата е во нас, но и во нашите храмови, во црквите и со нашите свештени лица. Благодарам, задоволство беше да ве слушам. И мене. Поздрав до гледачите на телевизија Алфа. Убав ден.